Исламската држава ја презеде одговорноста за терористичкиот напад во Виена, во кој што загинаа 4 лица, а 22 се повредени. Војник на калифатот изврши напад со огнено оружје, мачета и уби или рани околу 30 луѓе, вклучително и полицајци во центарот на градот во понеделникот вечерта. Вчера Исламската држава на својата платформа Нашир Ньюс. Вчерашниот ден по терористичкиот напад во Виена помина во присуство на бројни безбедносни сили на улиците. Генералниот директор за јавната безбедност Франц Руф истакна дека во акцијата учествуваат 50 припадници на специјалните единици Кобра, 100 припадници на единицата Вега, како и голем број други полициски единици, но и специјалисти од антитерористичката служба. Тој посочи дека полицијата го затворила центарот на градот и дека во договор со меѓународните партнери е засилена контролата на границите на Австрија. Унгарската влада повторно воведе вонредна состојба поради епидемијата на коронавирусот, која стапи на сила вчера на полноќ и ќе трае 90 дена, објави премиерот Виктор Орбан. Баровите и местата за забава се затвораат и се воведува ноќен полициски час. Училиштата, продавниците и рестораните остануваат отворени, пренесува Reuters. Орбан преку видео на порака на Facebook објави дека вонредната состојба ќе трае 90 дена. Белгија почнува со организација за дистрибуција на вакцина против COVID-19, при што приоритет за добивање на доза ќе имаат здравствените работници. Според белгиските медиуми, првата вакцина што ќе пристигне би требало да биде таа на AstraZeneca, а предвидени се 1,2 милиони дози за Белгија. Од Агенцијата за лекови објаснуваат дека е создадена посебна работна група во земјата која има задача да ја организира кампањата за вакцинација на најефикасен начин откако ќе пристигнат првите дози. Врховниот здравствен совет на Белгија смета дека здравствените работници, кои што ги има над 500.000 во целата земја, мора да бидат приоритетни. Со оглед на тоа дека се потребни 2 дози, првата испорака од милион вакцини ќе биде резервирана за тие 500.000 здравствени работници, објаснуваат од здравствениот совет.